Добро вечер, почитувани гледачи. Во продолжение следуваат минути предвидени за вестите од културата. Речникот од три јазика на Ѓорѓија Пулевски за македонските работи на Крсте Петков Мисирков, абецедарот, букварот со читанка и македонската граматика од професорот Круме Кепески се 5 клучни дела од вредната едиција на фототипни изданија што беа промовирани во Националната и Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Промоцијата беше одржана во новата мултимедијална читалница која официјално беше отворена за јавноста. На денот кога е роден Крсте Петков Мисирков, една од најзначајните историски фигури за македонскиот јазик, и во година кога се одбележуваат 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик, во Националната и Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје свечано беше отворена мултимедијалната читалница и промовирана едицијата на фототипни изданија Национална универзитетска библиотека за македонскиот јазик. Во годината во која македонскиот стандардизиран јазик бележи 80 годишен јубилеј, Националната библиотека на Македонија, како чувар и промотор на пишаното културно наследство, со гордост ви ја презентира својата едиција на фототипни публикации со наслов НУП за македонскиот јазик. Едиција составена од 5 публикации, историски вредни за македонскиот идентитет, македонскиот јазик, наука и култура. Најстарата од нив, публикација која годинава слави јубилеј од 150 години од своето печатење, многумина ја сметаат како еден од првите обиди за кодификација на македонскиот јазик. Во вториот дел од настанот беше представен проектот за издавање на фототипни изданија на значајни публикации од фондот на Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Од име на авторките, на предговорите во публикациите се обрати и истовремено ги промовира изданијата доктор Симона Груевска-Маџоска, председателка на Советот за македонски јазик. Како значајни книги за кодификацијата на македонскиот стандарден јазик посебно се изделуваат и речникот од три јазика на Ѓорѓија Пулевски, каде се истакнува посебноста на македонците и на македонскиот јазик и за македонските работи на Крсте Мисирков. Националната универзитетска библиотека направи одличен избор на 5 книги од исклучително значење за македонците и овозможи нивно фототипно издавање. Предговорот за речникот од три јазика на Пулевски го напиша професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, на за македонските работи јас, на абецедарот професор доктор Елка Јачева Улчар, на букварот со читанка професор доктор Станислава Сташа Тофоска Јанеска и на македонската граматика професор доктор Јованка Кепеска. Од 14 до 27 ноември во прекрасниот архитектонски уникатен простор на Националната галерија Чифте Амам е поставена најновата изложба на професор магистар Игор Сековски. Делата представени во овој циклус се насочени кон истражување на влијанието на климатските промени врз современите урбани средини, како и врз начинот на кој човекот се обидува да се прилагоди на побрзите еколошки трансформации. Изложбата Стопен град е отворена 14 ноември оваа година во објектот Чифте Амам на Националната галерија, кој се наоѓа во старата Скопска чаршија и ќе биде отворена до 27 ноември. Темата на изложбата е се климатските промени и како тие климатски промени делуваат во урбаните средини, конкретно во големи градови, каде што во летните периоди се јавува ефектот на тропски остров. Што значи тоа? Тоа значи дека поради големите климатски промени се зголемуваат температурите преку летото и користењето на климатизацијата повеќе ја зголемува таа температура во градовите и стануваат огромни промени во смисла на еколошки загадувања, понатаму урбани проблеми. Еден од главните проблеми кои што го создават овој ефект е огромната урбанизација на градовите, неконтролираната всушност урбанизација, така да просторот по кој што живееме постојано се менува и делува на климата. Која е техниката на која е работено? Јас го користев парафинскиот восок како податлив материјал кој што реагира на топлина и тој при мали температурни разлики се менува. Така и името на самата изложба. Значи,
е дел еден процес каде што температурата влие и го менува градот. Со промоција на првиот роман на драмската писателка Драгана Лука Николовски беше отворен ЕС фестивалот, кој до 26 ноември ќе понуди богата програма преку промоции на книги за деца и млади, креативни работилници и други културни содржини. Значи, отворањето на ЕС фестивал започнува 20 ноември во 20 часот во Бистро Комедија со промоција на првиот роман на нашата писателка Драгана Лука Николовски. Една интересна промоција, бидејќи ова второ прозно дело на авторката, која што е веќе докажана во драмскиот и во сценаристичкиот дел, да речам, од незината професија. Потоа програмата продолжува на 22 ноември во сабота, во 19 часот во кафе бар Долап, кога ќе имаме на гости големата шведска авторка и илустраторка Ана Хоглунд. Ќе ја промовираме незината книга, графичкиот роман Да се биде јас, кој што е наменет за млади, но е една навистина сериозна феминистичка книга за девојчиња, која што ќе ги мотивира и ќе ги поттикне да размислуваат и да ги преиспитуваат предрасудите и табуата. И тоа е, да речам, таа вечерна програма која што се заокружува со затварањето на фестивалот, кое што е всушност отварање на галеријата Чудна шума на 26 ноември во 20 часот во среда. Вториот дел од програмата е детски дел, каде што имаме многу читачки и креативни работилници низ повеќе библиотеки низ Скопје, кои што се дел од градска библиотека Браќа Миладиновци. И на гостија имаме хрватската илустраторка Ванда Чижмек, која што е сериозно наградувано име, и ќе имаме некои навистина интересни креативни работилници за децата, како и тоа е еден клуб кој што го правиме заедно со децата и родителите. Тоа е во централниот објект Браќа Миладиновци, во детскиот оддел. Тоа е во петок во 18 часот и тоа е отворен дел од програмата каде што може да гостуваат, да доаѓаат родители и деца. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание. Довидување!